Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Денеска е денот на светите апостоли Петар и Павле. Петров ден е православен празник кој што се одбележува секоја година на 12 јули, меѓу најголемите празници по Великден. Со овој празник завршува еден од 4 повеќедневни пости во годината, кој што е врзан за празникот на апостолите. Денес црквата ги слави двајцата врховни апостоли Петар и Павле. Историски нивниот празник се утврди пред празникот посветен на 12 на сите апостоли. Апостолот Петар се прославува како образец на цврстата и искрена вера, а Павле како оној кој најмногу се потрудил во проповедањето на распнатиот и воскреснат Исус Христос. Инаку тие, како и сите останати апостоли, имаат своји посебни празници во текот на богослужбеното годишно време. За Петровден постарите луѓе одат во црквата, а кој постел во Петровденскиот пост се причествува. На овој ден може и да се работи, зашто е во време на најголемата жетва. Некои го држат празникот само до пладне, а попладне работат. Црквата го празнува празникот на светите апостоли Петар и Павле. Имено според нивниот труд и подвиг и според нивниот карактер, тие се издвои од 12 апостоли и некако поголем акцент им се става посебно на нивната вера и на нивниот живот. Гледаме дека црквата Господ не ја востанови за да раководи со луѓето, да манипулира со нивниот дух. Туку оние кои што ја проповедаа, апостолите, ништо за себе не задржаа, туку заради вистината, заради Евангелието и заради воскреснатиот Христос со вера во вечниот живот, тие животот го загубија маченички. За денеска ние да можеме мирно да го прославуваме Господа и да живееме славејќи ги овие големи столбови на црквата. 4 општини од македонскиот исток секоја година со богата програма ги одбележуваат општинските празници Петровден и Павловден. Кочани и Конче го слават Петровден, а Павловден е празник на Пехчево и Виница. Еден од најзначајните настани на Петровден е почетокот на традиционалната галичка свадба. На местноста Голеш, тромеѓе меѓу Република Македонија, Србија и Бугарија се одржува традиционален народен собор. Интересни обичаи и верувања поврзани со Петровден се забележани во Куманово. Тој ден рано наутро, уште пред изгресун, се оделе во бавчите и нивите, особено оние со бостан и од сите 4 страни фрлале ситни камчиња. Светиот апостол Павле е особено значаен за Македонија, тој своето прво патување надвор од Азија го направил во Македонија. По повод христијанскиот православен празник Свети Петар и Павле, познат како Петров ден, денеска кај местноста Голеш на тромеѓето меѓу Република Македонија, Србија и Бугарија се одржува меѓународна средба Краиште 2016 година. Организатор на годинешната 6-та погранична средба, која се одржува во близина на тромеѓето меѓу Македонија, Бугарија и Србија, е градот Ќустендил. На присутните им се обратија градоначалниците на Ќустендил, Крива Паланка и на Босилеград, Петар Паунов, Арсен Чолексовски и Владимир Захариев, кои истакнуваат дека народите од ова географско подрачје кои имаат слични традиции и обичаи, потребен им е слободен проток на луѓе и стока. Градоначалниците посочија дека посебно ќе се залагаат за развој на општествените, економските, културните, спортските и на другите активности во овој регион. На средбата настапија културно-уметничките друштва од Ќустендил, Крива Паланка и од Босилеград. Граѓаните од Крива Паланка, Ќустендил и Босилеград денеска границата може да ја поминуваат само со лична карта од 7 до 18 часот. Репортажата од Голеш во дневникот во 20 часот. Црквата Свети Теодор Тирон во кривопланечкото село Конопница, која датира од 19 век, специфична по својата градба, единствена во државата по незината основа, е евидентиран споменик на културата, но веќе неколку децении зидовите се деформираат, зашто неопходно е истата да се конзервира или санира. Црквата Свети Теодор Тирон во кривопланечкото село Конопница, која датира од 19 век, е духовно светилиште каде мештаните низ вековите ги вршат своите православни обреди. Специфична по градба, единствена во државата по незината основа, тролисна детелина, е евидентиран споменик на културата.
За жал, се уште незаштитен, што пак дозволува природата, атмосферските влијанија и геолошките тектонски поместувања или потреси да влијаат црквата во изминатите неколку децении да се деформира. Жителите на Конопница се засегнати од поодамна од овие промени, кои се утврдени, евидентирани и документирани од страна на стручни лица. Ние со геодетскиот елаборат ги откривме деформациите. Најголемата деформација што беше забележана у профил село беше 223 мм. Од тогаш, значи од 1999 година, константно ги пратиме деформациите, затоа што може да се случи у даден момент, што ние не може да го предпоставиме, да не се случи некоја поголема катастрофа. За утврдување на деформациите, тим професори од градежниот и архитектонскиот факултет од Скопје направиле испитувања со сондажни бунари, пошто се утврдило дека темелите се во здрава почва и причината за деформации не е во темелењето, а во геодетскиот елаборат се внесени и носивите карактеристики на црквата. Сосема случајно паднавме у разговор дека оваква деформација се случило и кај други црковни објекти од ваков тип, поготово ако имаме некој земјотрес голем. Богданов истакна дека клучен елемент за одржливоста на целината на црквата е кровната конструкција, која не дозволила понатамошно поголемо отстапување на зидините или во крајен случај какво било распаѓање. Жителите на село Конопница формирале издружение за развој и културен напредок, преку кој изготвиле основен проект за санација на црквата, а за решение се обратиле и до Националниот конзерваторски центар и Министерството за култура на Република Македонија. Министерството го окарактеризира овој храм како објект од посебен интерес, уникатен во државата. Доаѓањето и посетувањето од страна на професорката Јасмина од архитектонскиот факултет рече дека ние нашите студенти ги праќаме во Румунија за ваков објект да видат, а ние сме имале тука прекрасен објект. Значи, од тие причини редоследот на работите е овој. Прво, треба да се изврши валоризација на самиот објект. Валоризацијата подразбира кој век е направен, каква состојба е, каква историска вредност има. Сите елементи кои го осликал фрескописот, сите тие елементи во каква е сега моментална состојба, што останува од фрескописот да се конзервира, тоа е едното. Откако ќе се направи таа валоризација, тоа ќе бидат од средства на самиот Национален конзерваторски центар, треба да се мине на изработка на главен основен проект поново за санација на црквата. Основниот проект за санација е изготвен уште во 2004-та, повторно е аплициран во Министерството неодамна, а се чека и екипа од Националниот конзерваторски центар да изврши валоризација, пошто се очекува црквата со помош на сите добри луѓе, жители на Конопница, Крива Паланка, приватни и правни субјекти или физички лица да биде санирана и заштитена. Зашто црквата обстоила низ вековите со Божја помош и секоја фреска, греда, камен во неа, како и секоја тревка и цвет пред неа, говорат за верата која го одржува народот и која го крепи селото. Преку проектот Македонија вработува 911 кумановци добиле работа. Најголем интерес за вработување има во малите и средните претпријатија, но и поголемите преработувачки компании. Водеќе проектот Македонија вработува 2, кој ќе придонесе за намалување на невработеноста на ниво на Република Македонија. Преку проектот Македонија вработува 911 кумановци добиле работа. Според раководителот на Агенцијата за вработување од Куманово станува збор за успешен проект, добро прифатен и од страна на работодавците и од страна на невработените лица пријавени како активни баратели за работа. Успешноста на проектот Македонија вработува 1 ми дава надеж, оптимизам дека ќе биде проектот Македонија 2 поуспешен од првиот проект, така да
мислам дека ќе даде свој допринос во намалување на невработеноста во општина Куманово. Според него најголем интерес за вработување има во малите и средните предпријатија, како и во поголемите преработувачки компании. Проектот Македонија вработува 2 е само на дополнување на проектот Македонија вработува и Тренчевски ги повикува сите заинтересирани да дојдат во агенцијата за вработување и да се информираат за бенефитите што ги нуди истиот. Инаку во моментов бројката на активни баратели за работа евидентирани во агенцијата за вработување е 10.010 баратели на пазарот на трудот и 8.992 лица кои пасивно бараат вработување. Граѓаните да внимаваат и особено во летниот период да не предизвикуваат пожар. Од територијалната противпожарна единица Куманово апелираат да се обрне поголемо внимание, бидејќи казните за предизвикување пожар се високи. Од територијалната противпожарна единица Куманово апелираат граѓаните да внимаваат особено во летниот период да не предизвикуваат пожар. Отаму вела дека во почетокот на јули нема екстремно зголемување на бројот на пожарите за разлика од минатата година, бидејќи граѓаните внимаваат поради жетвата и да не ги опожарат житните култури. Па бројот на пожари во принцип е горе-доле приближно ист. Само за илустрација во почеток на овој месец, од први до денеска, бележиме 31 интервенција, од кои можем да кажем 90% се на отворен простор. Значи, палење на стрништа, диви депони, сува трева и такви работи. Во однос на минатата година, во тој период имавме околу 26-7 интервенции, така да горе-доле приближно е избројот како и минатата година, во овој период. Како најчеста причина за предизвикување на пожарите е човечкиот фактор, невнимание и намерно палење на стрништа. Од противпожарната единица додаваа дека во координација со мештаните и општина Старо Нагоричане формирана екипа која успешно функционира на таа територија. Има екипа која работи во општина Старо Нагоричане, меѓутоа секако е за одбележување и да се спомене дека луѓето на секоја пријавена интервенција на нивна територија, што е на општина Старо Нагоричане, веднаш излегуваат, координираат со нас, во контакт сме цело време, така да доколку можат сами да се справат, сами се справуваат со пожарот, доколку забележат дека се шири огнот, барат помош од нас, така да до сега извонредно функционираме и мислам дека таа соработка ќе продолжи и во иднина. Пожарната располага со 8 противпожарни возила и 50 на пожарникари кои се спремни да интервенираат во текот на сите 24 часа дневно на подрачјето на Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Бидејќи законот за предизвикување на пожари предвидува строги казни за сторителите, од пожарната апелираат граѓаните да обрнат поголемо внимание, во спротивно ќе бидат санкционирани. Вкупно 108 лица во текот на 2015 година биле осудени за кривични дела извршени на територија на општина Куманово, додека пак Основен суд Куманово донел пресуди за 84 лица, според податоците на Државниот завод за статистика. Вкупно 108 лица во текот на 2015 година биле осудени за кривични дела извршени на територија на општина Куманово, додека пак Основниот суд Куманово донел пресуда за 84 лица според податоците на Државниот завод за статистика. Од осудените лица за кривични дела извршени во Куманово 43 се македонци, 28 се припадници на албанската националност, 1 турчин, 22 се припадници на ромската заедница, 1 е србин, додека за останатите 13 не се наведени податоци. Осудено е едно малолетно лице и тоа за сторено кривично дело против имот. Само за споредба за сторени кривични дела на подрачјето на општина Липково осудени се вкупно 12 лица, од кои 10 албанци и 2 бошњаци. Основниот суд Куманово пак минатата година донел пресуда против 84 лица кои го прекршиле законот, а 9 од нив се за припаднички на понижниот пол. Од вкупниот број 36 се казнети, од кои 27 затворски, а 8 парични. 48 лица добиле условна казна затвор, а имало и пресуда за едно протерување. Минатата година имало и пријави за деца кои извршиле кривични дела, па така на подрачјето на Куманово се регистрирани 43 случаи. Најголем дел се за кривични дела против имот, 7 за нарушување на јавен ред и мир, 4 кривични дела против безбедност во јавниот сообраќај, а 3 кривични дела против живот и тело. Компаративно во општина Липково имало пријавено само 3 малолетници, од кои 20 за кривични дела против имот,
режимот, а еден против безбедност во јавниот сообраќај. Гледано на ниво на Република Македонија, забележителен е трендот на опаѓање кога станува збор за бројот на пријавени полнолетни лица. Во 2015 година нивната бројка изнесувала 26.069 лица, додека година претходно бројката била драстично поголема – 37.164 лица. Тренд на опаѓање е забележителен и кај пријавени деца за сторени кривични дела, па така во 2014 година биле регистрирани 1005 вакви случаи, а минатата година биле регистрирани 772 лица. Малата Елеонора Стојановска од кривополничкото село Луке, родена со тешка дијагноза спина бифида, е со тежок телесен инвалидитет. Во септември ќе наполни 3 години, а се уште не може самостојно да застане на нозе поради лошата здравствена состојба. Специјалистите предлагаат операција на меките ткива, која чини околу 200.000 денари, а родителите кои се невработени не се во можност да обезбедат средства. Поради тоа упатуваат апел за помош до хуманите граѓани. Ведра и насмејана, со детска радост која го огрева нејзиниот лик. Ова е првиот впечаток од средбата со малата 2,5 годишна Елеонора Стојановска. И налик секое детенце кое зрачи со ведрина, Елеонора не поздрави со насмевка. Но, иако во септември ќе наполни 3 години, за жал, се уште не може самостојно да застане на нозе поради лошата здравствена состојба. Елеонора имаше проблем уште при самото раѓање, има со спина бифида е родена, по раѓањето е направена операција. Не ги мрдаше нозите, после операцијата почна да ги мрда нозите, но имаше и други деформитети со колкчињата и со стапалата. Елеонора била родена со спина бифида, поради што не ги движела нозете. 3 дена по раѓањето била оперирана, а од тогаш минале многу физиотерапии, прегледи, исследувања и испитувања. Во Охрид бевме за колкчињата, таму се и местени колкчињата. Еднаш е правена операција на стапалата, на тетивите, но пак стапалата не се и прави, не може да оде, не може да стое. Физикалните терапии се покриени од Фондот за здравство до 3 годишна возраст, пошто мајката плаќа за својот престој, а детето се лекува бесплатно. За сите досегашни и тековни испитувања пак, барајќи решенија за состојбата на керкичката, мајката Тања и таткото Бобан, кои се невработени, морале да се снаоѓаат и да плаќаат сами. Единствени финансиски примања на 4-членото семејство се 4.000 денари, кои ги добиваат како медицинска заштита за или како лице со тешка инвалидност. Треба на физикални терапии да одеме и операција на меките ткива, но не ни гарантира дека може да се исправат ноџињата. Значи, после 7 години треба други операции. За сега само се нафаќаат во Систина да ја оперираат. Да кажем, цена таму ни бара 3.000 евра за таа операција. И тоа само операција на меките ткива, спомнавте, а по тоа би следувале и останати операции? Да. Значи на коските после 7 години треба други операции. А сега со оваа операција докторите не ни гарантира дека стапалата ќе се исправат како што треба, него за да може да застане на цело стапало, за да ги развива мускулите. Атрофирани се веќе мускулите, не се доволно развиени. Да, не се доволно, за да може да се развиват мускулите, пошто ако е во ваква состојба не може мускулите да ги развива и не може да оди. Специјалистите предлагаат операција на меките ткива која чини околу 200.000 денари во приватна клиника. Родителите не се во можност да обезбедат средства, поради што упатуваат апел за помош до сите хумани граѓани. Бараме апел до граѓаните, до институциите, ако можат да ни помогнат некако да збереме пари, да направиме Елеонора операција, затоа што состојбата и се влошува, стапалата све повише и се криват, и за да може да си оди, пошто не може она да застане на ноџето, на ноџињата. Заинтересиран кој сака, например, кој е хуман, да ми помогне, да моето дете решли ступне на здрави ноги. Храбрите родители немаат средства ниту можност да изнадат соодветен медицински третман во странство. На потек се сите хумани граѓани.
Сите институции, надлежни и стручни лица од медицината можат да помогнат соодветно со еднократна помош, иницијативи или донации на посочената жиросметка. Елеонора допрва треба да чекори по животниот пат и да се соочува со предизвиците. Надминувајќи ја оваа пречка со заеднички сили, ќе помогнеме сето тоа да биде полесно, побезбедно и побезболно за неа и најблиските, за да насмевката биде поширока и поведра, да биде што посилен детскиот восклик. Од 12 до 14 јули граѓаните на Куманово ќе можат да го посетат летниот саем на книга што го организира библиотеката Тане Георгиевски во соработка со издавачката куќа Антолог од Скопје. Штандот со разновидна литература е поставен пред библиотеката, каде што љубителите на книги можат да си ги одберат омилените наслови по поволни цени. Од 12 до 14 јули библиотеката Тане Георгиевски во соработка со издавачката куќа Антолог од Скопје организира летен саем на книгата во Куманово. Штандот со разновидна литература од домашни и странски автори е поставен пред библиотеката, каде што љубителите на книги можат да си ги одберат омилените наслови. Што нашите граѓани ќе имаат одлична можност да си купат книга за себе во пресрет на летните одмори, нели? Книга за себе, да си ја збогатат собствената библиотека домашна, или пак книга за поклон по промотивни цени кои што ги нуди издавачката куќа Антолог. Во рамките на саемот со попусти од 10 до 70% ќе бидат опфатени над 100 наслови од богатата книжевна продукција на Антолог, а ќе бидат достапни и летните пакети книги со различни величини и цени за сите вкусови и можности. Граѓаните на Куманово се задоволни од поволните цени на книгите и бараат вакви настани да се одржуваат почесто. Треба да има просторија каде стално ќе се одржуваат и нека има попусти. Да купуваат и млади и стари, така да има за сите. Сега може да се дозволи да се купи книга. И треба да се чита. Треба. Јас читам од 10 години и треба да читаат млади. Нема поубаво ништо од книга. Многу ќе научат и добри и лоши работи што не треба да ги прават. Драго ми е што овака треба почесто да имате овие промоции. Затоа што народ не е навикна, поготово младите не знаат да читат и не знаат ни да зборуваат. Треба да читат, читањето оплеменува многу. Од библиотеката најавуваат слични настани во блиска иднина и во соработка со други издавачки куќи, чии што популарни изданија граѓаните ќе можат да ги купат по промотивни цени. Водата во Деранското езеро е комплетно исправна за капење, не предизвикува опасност по здравјето на луѓето и со тоа нема потреба од никакви ограничувања. Ова го изјави министерот за здравство Никола Тодоров. Водата во Деранското езеро е комплетно исправна за капење, не предизвикува опасност по здравјето на луѓето и нема потреба од никакви ограничувања, изјави министерот за здравство Никола Тодоров при посетата на медицинскиот симулацијски центар. Тодоров во однос тврдењето од државниот инспекторат дека водата во Деранското езеро е од трет степен и е небезбедна за капење, посочи дека согласно направените мерења и директивите за исправност на водата за капење на Европската унија, Деранското езеро има исправна вода и изрази очекување дека тоа ќе биде констатирано и од надлежниот инспекторат и забраната ќе биде повлечена. Детално го испитав случајот и јас и моите соработници во Министерството за здравство. Ова што ќе ви го кажам се темели на факти и на прописи кои што постојат во или стандарди кои што постојат во Европската унија. Прво, резултатите кои што се направени во лабораториските анализи се точни, не ги спориме. Но ставени се во погрешен контекст. Ставени се во контекст на правила кои што се одамна напуштени во Европска унија, пред повеќе од деценија напуштени во Европска унија. Инаку, за ваша информација, она што е клучно, и овие показатели лабораториски што се направени и што се ставени во погрешен контекст, односно направени се мерења кои што се споредени со параметри кои што веќе не се применуваат во Европска унија.
Посочи дека мерењата покажуваат 0 ешерихија коли и 0 фекални бактерии и дека од тој аспект водата е исправна и не предизвикува опасност по здравјето на луѓето. Нашата легислатива е согласена со европската и согласно европските правила водата е комплетно исправна за капење и нема потреба од никакви ограничувања. Дополнително и од грчка страна се прават вакви мерења и таму покажуваат дека водата е исправна за капење, изјави Тодоров. Според Тодоров, доказ за тоа е што во целиот период пред да се објават мерењата нема сериозни заболувања на капачи од Ојранско езеро и дека во целиот овој период има само еден случај на ентероколит што е далеку помал од просекот за овој период од годината. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, горивата од ноќеска на полноќ поевтинија. Бензините поевтинија за 2, односно денари половина, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 0,5 денари. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за нова цена на горивата, па така според новото поевтинување литар Евросупер 95 се продава за 61 денар, а Евросупер 98 чини 63 денари. Новата цена на евродизел е 49 денари, а на екстра лесното масло за домаќинство 37,5 денари. Регулаторната комисија за енергетика изврши корекција на цената на нафтените деривати врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели и курсот на доларот. Намалувањето на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек изнесува 1,41%, односно за 0,81%. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели изнесуваше 46,759 долари за барел, што е за 2,45% пониска од просечната цена на суровата нафта, по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. Според Могерини, целисходноста па дури опстанокот на Европската Унија е под знак прашање како никогаш досега, а на европските граѓани и на светот им е потребна силна Европска Унија. Најмалку 7500 лица се примени во болница со топлотен удар во Јапонија во последните 2 недели, од кои 14 починале, соопштија јапонските здравствени власти. Експлозија во Багдад, 11 лица загинати и на 30 се повредени. Ова се вестите од светот. Целисходноста па дури опстанокот на Европската Унија е под знак прашање како никогаш досега, а на европските граѓани и на светот му е потребна силна Европска Унија, пишува високата представничка за надворешна политика и за безбедност на Европска Унија Федерика Могерини. Таа додава дека изминатите неколку години Европа станала нестабилна и помалку безбедна, а кризата во рамките на Европската Унија, но и надвор од границите директно влијае врз животите на сите европски граѓани. Во тешки времиња како овие силна е она Европа која размислува стратешки, ја дели визијата и действува како единствена целина. Откако во Обединетото кралство беше изгласано излегување од Европска Унија, европејците на вистина ќе мораат повторно да размислат како нашата Унија функционира, наведе Могерини. Според неа се знаат принципите, интересите и приоритетите на земјите членки на Европската Унија. Сега не е време за политичка независност, потребна е стратегија која ја спојува заедничката визија со заедничко действување, оценува Могерини. Најмалку 7500 лица се примени во болница со топлотен удар во Јапонија во последните 2 недели, од кои 14 починале, соопштија јапонските здравствени власти. Околу 15.000 луѓе се хоспитализирани во земјата од крајот на април досега поради високите температури. Кон крајот на минатиот месец Јапонија зафатија големи горештини. Дневната температура во централните делови од земјата надминала 37 степени Целзиусови. Во југозападните провинции топлото време е придружено и со поројни дождови, кои предизвикаа поплави и лизгање на земјиштето. Јапонската метеоролошка служба соопшти дека оваа лето се очекуваат огромни горештини на архипелагот, а причината за тоа се климатските појави Ел Нињо и Ла Ниња. При експлозија на автомобил бомба на плоштад во шиитското преградие Ал Рашид во североисточен Багдад загинаа најмалку 11 луѓе, а 32 се повредени, соопштија властите од Ирак. При експлозијата причината е огромна материјална штета, откако огромен број на возила биле оштетени. Засега ниту една екстремистичка група нема преземена одговорност за нападите, а властите сметаат дека нападите се слични на оние на Исламската држава. Минатата недела во 2 поголеми напади во Багдад загинаа повеќе од 300 луѓе.
Најдобриот македонски тим Вардар вечерва во 20 часот и 45 минути на Филип II арената го пречекува хрватскиот првак Динамо Загреб во првиот надпревар од квалификациите за пласман во Лигата на шампионите. Вардарци најавија дека би биле задоволни ако успеат да победат без да примат погодок, што би им ги зголемило шансите за конечна победа пред реваншот во Загреб. Македонскиот фудбалски првак Вардар 13 години чека да се израдува во мечот квалификациите во Лигата на шампионите. Новиот предизвик на црвено-црните е хрватскиот шампион кој гостува на Филип II арената во рамките од второто квалификацијско коло во елитната Европска лига. Динамо е тим кој неколку пати играл во групниот сегмент од Лигата на шампионите, но и покрај поголемата традиција и историја во таборот на македонскиот првак владе оптимизам. Тренерот на Вардар Гоце Седловски како играч неколку години ги бранеше боите на Динамо, дури беше и капитен на сините. Сега тој како предводник на Вардар од клупата ќе се обиде да го сопре налетот на загребчани. Динамо Загреб го очекува вистински пекол вечерва од 20:45 на националната арена Филип II. Повеќе од 25.000 навијачи се очекува да го поддржат македонскиот шампион Вардар во желбата да стигне до резултат со кој дополнително мотивиран ќе го очекува реваншот за 7 дена во Загреб, за да стигне до третото квалификацијско коло од Лигата на шампионите. Низ историјата Вардар знаел како треба да одигра за да го победи Динамо без да прими гол. Една од највредните победи над сините ја забележаа пред точно 3 децении. Тогаш двете екипи беа дел од некогашното југословенско првенство, додека црвено-црните играа блескаво во сезоната 1986-1987. Македонскиот репрезентативец и досегашен член на Интер Илија Несторовски доби златна шанса да се испроба во италијанската серија А во екипата на Палермо, а за прв пат имаше можност да работи во тренинг комплексот заедно со новите соиграчи во клубот. Италијанскиот калчолигаш ги започна подготовките за новата сезона, а дел од првиот тренинг беше и прилепчанецот кој минатата сезона воодушеви со своите настапи во Хрватската фудбалска лига во која беше убедливо најдобар голгетер. Во тимот од Сицилија покрај Несторовски настапува и нашиот Александар Трајковски, кој како стандарден првотимец од минатата сезона се појави на првата прозивка на тренерот Давиде Балардини. Најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев, предходно со хрватот Иван Јурич како тренер на Дженова, ги почна подготовките за новата сезона во италијанската елита. Најдобриот селектор кој некогаш го имала македонската одбојкарска селекција Жарко Ристовски официјално не е повеќе на оваа позиција откако си поднесе оставка. Со оваа новонастаната ситуација сега јасно е дека раководството на одбојкарската федерација на Македонија во најбрз можен период ќе мора да пронајде ново решение за испразнетата селекторска функција, бидејќи веќе од есен стартуваат квалификациите за Европското првенство. Европската куќа на фудбалот УЕФА со помош на стручниот панел од 13 луѓе, меѓу кои легендарниот сер Алекс Фергусон, го одбра тимот на првенството, како и играчот кој го одбележа овој шампионат, кој за прв пат се играше со 24 репрезентации. Во најдобрата 11-ка во формација 4-2-3-1 има место за четворица португалци, тројца германци и за две имиња од Франција и Велс. На голот е Патрисио, во одбраната Гереро, Пепе, Боатенки, Кимих. Во средниот ред Крос, Ален, Гризман, Ремзи и Пае и Роналдо како стрелец. Што се однесува до најдобриот играч на турнирот, немаше изненадување изборот падна на Антуан Гризман од вице-шампионот Франција кој даде 6 голови и запиша 2 асистенции. Најдобриот играч на Португалија Роналдо најверојатно ќе помине 5 месеци надвор од терените. Вчера дел од медиумите објави информација дека Роналдо поради повредата на лигаментите во финалето на Европското првенство одржано во Франција најмалку 1 месец ќе биде надвор од терените, но сега ќе одмора 5. Потврдата на ваквата повреда значи дека Роналдо покрај Суперкупот на Европа ќе го пропушти почетокот на Шпанската лига, но и Лигата на шампионите. По 19 сезони, 15 настапи на All-Star викендите, по 5 титули и MVP признанија, еден од најдобрите крилни центри во историјата на NBA лигата, Тим Данкан, се пензионира. Неговиот тим, Сан Антонио, соопшти дека Данкан се откажа од последната година од договорот со клубот и решил на 40 годишна возраст да се пензионира. Во кариерата одиграл 1392 надпревара во регуларниот дел од сезоната, на кој имал учинок од 19 поени, 10,8 скокови и 3 асистенции, додека во плейофот настапил на 241 надпревар и бележал во просек по 21,2 поена, 11,1 скок, 3 асистенции. Со Спарси освоил 5 шампионски титули, за MVP на финалната серија е прогласуван 3 пати, а за играч на сезоната избран 2 пати.
Данкан се наоѓа на 14-то место на вечната листа на најдобрите стрелци со 26.496 поени, а 6 е на листата на најдобри скокачи со 15.091 скок и 5 според бројот на блокади 3020. Кошаркарот на Golden State Warriors Дреймонд Грин бил уапсен поради тепачка, како што пренесуваат медиумите од Соединетите Американски држави. Инцидентот се случил во ресторан. Дреймонд Грин влегол во расправија и физички се пресметал со друг маж, пошто бил и уапсен. Кошаркарот на Golden State Warriors за 10 дена ќе треба да се појави пред суд, а ако биде прогласен за виновен по обвинувањата, максималната казна што може да ја добие е 93 дена зад решетки. Времето во Македонија сончево и топло, во попладневните часови во западните планински делови повторно ќе има услови за краткотраен дожд со грмеши. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.